Вести на Канал 8. Во Кочани е отворен нов капацитет за преработка на ориз како инвестиција од Турција. Компанијата Levidi Agro вложи собствени средства во најсовремена технологија за сушење и лупење со годишен капацитет од 36.000 тони арпа. Во кругот на поранешен жито ориз во Кочани започнува со работа нов капацитет за преработка на оризовата арпа. Станува збор за браунфилд инвестиција на турската компанија Levidi Agro со почетен капитал од 4 милиони евра. Се предвидува во фабриката директно и индиректно да бидат вработени над 100 лица, со што таа ќе биде најголем капацитет за преработка на ориз во земјата. По повод предавањето во употреба на новата фабрика се одржа свеченост на која присуствуваа премиерот Никола Груевски и амбасадорот на Турција Омур Шолендил, како и други високи турски и македонски владени представници, членови на семејството на инвеститорот, како и останати гости. Македонскиот ориз има висок квалитет. Свесни сме за потенцијалот и инвестицијата насочена во развој на оваа земјоделска гранка во Македонија. Со производниот капацитет покрај тоа што ќе го снабдиме домашниот пазар со високо квалитетен ориз, уште и ќе овозможиме да се одговори на потребите на европските пазари. Levidi Agro се обидува да воспостави нови односи со земјоделците, а тука е и нашата финансиска поддршка за другите и за нивно непречено функционирање. Вложивме средства во сопствена лабораторија за проверка на квалитетот на оризот, а наскоро започнуваме соработка и со Институтот за земјоделство за заедничка контрола на квалитетот. Созер додаде дека компанијата бара адекватна земјоделска површина од 100 хектари, што ќе се користи за производство на семе, со што почетната инвестиција ќе се зголеми за 600.000 евра, а бројката на директни вработувања би се зголемила за уште 50 лица. Градоначалникот Димитровски рече дека новата инвестиција доаѓа како резултат на соработката што пред 2 години била воспоставена со Турската агенција за соработка и развој, ТИКА, и институтите за ориз од Кочани и Едрене. На крајот на минатиот век се распаднаа стопанските гиганти како што беа Хартија, Атом, Руен. Згаснаа земјоделските задруги и најголемиот комбинат Кочанско поле. За среќа, со приватизацијата, еден дел од инсталациите останаа и се одржаа. Жито Ориско е еден од тие капацитети кој е денес во своите погони ја внесува технолошки најсовремената фабрика за преработка на нашиот кочански ориз Levidi Agro. На отворањето на новиот капацитет, премиерот Груевски рече дека Levidi Agro е една од странските инвестиции што биле ветени дека ќе се реализираат во Кочани, а кои треба да помогнат за економскиот развој на регионот. Новата фабрика представува почетна инвестиција од 4 милиони евра и во регионот носи најсовремена технологија за преработка на ориз во Македонија. Радува фактот што новата фабрика се стреми да го зголеми производството на ориз од овој регион, да го зголеми квалитетот, применувајќи високи европски стандарди на производството, да го зголеми извозот од Македонија и на тој начин да го врати кочанскиот ориз на старите европски пазари како високо квалитетен македонски бренд, како што и самиот собственик кажа, она што некогаш представуваше кочанскиот ориз. Она што е важно е што после подолго време Levidi Agro повторно ги активира и халите на жито ориз од Кочани, кои после транзицијата во најголем дел не беа искористени. Капацитетот на Levidi Agro веќе започнал со склучување договори за откуп и преработка на поголеми количини од овогодишната реколта ориз. Според менаџерскиот тим, во фаза на финализација биле договори за извоз на македонскиот ориз на пазарите во Србија, Косово, Албанија и Турција. Премиерот Груевски најави нова финансиска поддршка за производителите на ориз од регионот. Таа доаѓа како дополнување на досегашните субвенции што ги добиваа земјоделците. Денес сакам тука во Кочани да ја објавам најновата одлука на владата на Република Македонија, која сигурен сум ќе им донесе радост на оризопроизводителите и на нивните семејства. Имено, со најновата измена на уредбата за ориз, ја зголемивме дополнителната поддршка за површина со ориз од 3.000 на 21.000 денари по хектар и го исклучивме скалестото намалување за оваа дополнителна поддршка.
Во наредниот период Во наредниот период 3131 лице од производителите на ориз ќе добијат подршка од владата во износ од 8000 денари и дополнителна подршка од 21.000 денара за сите, без разлика на вкупната површина на производството. Во рамки на престојот во регионот, премиерот Груевски направи увид во изградбата на новата социјална зграда во Кочани и спортската сала во Оризари. При тоа оствари и средби со граѓаните на кои тие го запознаа со дел од проблемите со кои се среќаваат. Својата работна посета на Кочани премиерот Груевски ја искористи и за да види како течат градежните работи на објектите што се градат со средства од државниот буџет. Во местноста Драчевик беше запознат со текот на изградбата на новиот блок од така наречената социјална зграда, што е во подмината фаза. Таа е лоцирана до веќе постојниот блок и според проектот треба да има 43 стамбени единици. Инвеститор во изградбата на објектот е акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор, при што градежните работи започнаа пред околу 3 месеци. За сега, градбата тече според планирањата, па дури и нешто побрзо, а на средбата со премиерот Груевски беше речено дека се очекува таа да биде предадена во употреба до крајот на идната година. Становите ќе бидат доделувани согласно програмата за лица во социјален ризик, исто како и за блокот што веќе е во функција. Премиерот направи увид и во изградбата на спортската сала во Оризари, објект што беше ветен уште пред неколку години, а сега е во завршна фаза. Таа е во состав на основното училиште Крсте Мисирков и освен за потребите на учениците, неа ќе можат да ја користат и граѓаните, односно спортските здруженија од населбата и пошироко. Во рамки на престојот во Оризари, Груевски оствари и средби со местното население, при што тие го запознаа со тековните проблеми и побараа поддршка за нивно побрзо надминување. Представници од локалната самоуправа на општина Кочани им даруваше пригодни подароци и училишен прибор на децата од паралелката за лица со посебни потреби од основното училиште Малина Попиванова. Учениците пак од оваа паралелка, заедно со дефектолозите кои работат со нив, направија интересни изработки кои беа изложени во училиштето. На денот на лицата со хендикеп 3 декември, оделението за јавни дејности од општина Кочани не ги заборави децата од паралелката со посебни потреби во основното училиште Малина Попиванова. Представници ги посетија и ги израдуваа децата со подароци и училишен прибор. Би сакала само уште да упатам така еден апел дека овој ден, 3 декември, може би е ден само да се потсетиме дека има и лица кои што не така лесно ги обавуваат секојдневните обврски, односно имаат потешкоти и дека ова да не биде само потсетување дека треба сите ние, без разлика како поединци, без разлика каде се наоѓаме во институциите, фирми или како поединци, да се трудиме на овие лица на секој можен начин да и помагаме, пред се да бидат прифатени во средината каде што живеат, а и да и помагаме на секој друг начин како што можеме и умееме. Децата со посебни потреби во специјалната паралелка се потрудиле заедно со дефектолозите да направат изработки и честитки кои беа изложени во училиштето. На овој ден, 3 декември, сакам да искажам една огромна благодарност до општината на градот Кочани, до локалната самоуправа, која што секоја година не посетува и ни носи материјали кои што ни се и те како потребни за текот на работата. Благодарение на нив успеавме да ја направиме на ова изложба со детските изработки. Значи ова е една многу интересна техника која што ја спроведуваме со учениците со посебни образовни потреби, значи филигранство со хартија. И овие ученици се доста активни во наставата и образовниот процес. Ученик од паралелката учествува на ликовна колонија во Велес. Сакам да искажам една благодарност до наставничката по ликовно образование, која што е денеска менторка на еден наш ученик и која што го однесе ученикот Емрал Демиров во Велес да учествува во една ликовна колонија која што се организира по повод овој ден, значи во училиштето Маца Овчарова, и изложбата е организирана токму за овие ученици. Во моментов паралелката со посебни потреби во основното училиште Малина Попиванова брои 16 ученици, распоредени во 3 паралелки, една во оделинска и 2 паралелки во предметна настава. Со нив работат двајца дефектолози вработени во училиштето.
Инаку, од неодамна започна и проектот Инклузија на децата со посебни потреби во редовната настава и има ученици кои веќе се инклузирани, но инклузијата е за одредена група ученици, така што ваква паралелка мора да постои, оти тука добиваат адаптирана за нив настава и програма. Светскиот ден на лицата со попреченост одбележан и во Виница. Во последните неколку години се прават конкретни чекори за поголема инклузија на овие деца во образовниот процес, беше кажано на активноста за одбележување на денот. Инклузијата во образованието и во секојдневното живење на лицата со посебни потреби беше темата за одбележување на Светскиот ден на лицата со попреченост во Виница. Рачно изработени новогодишни честитки и мини скулптури од глина, рецитирање песни како потврда за нивните потиснати емоции, нивниот неоткриен потенцијал и талент. Ако не им се даде шанса, тие остануваат затворена табу група за јавноста, но во спротивно, преку дневните центри, преку процесите на инклузија во образованието, преку здруженијата на ниво на општина, им се дава можност, секој според расположливите капацитети, да го даде својот придонес во севкупното живење. И лицата со Даунов синдром, и лицата со аутизам, и глувите и слепите лица, сите го заслужуваат своето место на општествената скала, но неопходна им е поддршката од средината, фамилијата и институциите. Во последните неколку години се прават конкретни чекори за поголема инклузија барем во образовниот процес, што беше и темата на одбележување на Светскиот ден во Виница. Училиштата преземаат неколку чекори кои овозможуваат децата редовно да ја следат наставата, зголемен е бројот на дидактички помагала, набавка на одредени уреди, пристапни рампи во училиштата, обуќи од Министерството, невладините организации кои даваат можност за работење со ваквите деца, истакна Димитар Спасов, дефектолог. Виница веќе цели 8 години има дневен центар кој моментално згрижува 13 деца. Според председателот на Порака Зорка Коцев, напредок има во локални рамки, но грижата за овие лица треба да биде секојдневна и секаде, а не само во надлежните институции. Во рамките на денешното одбележување придонесе дадоја учениците од оделенска настава од двете основни училишта во градот. Доста успешна крводарителска акција спроведе општинската организација на Црвен крст Кочани со учениците од Средното општинско училиште Гошови Кентиев. Оваа е една од најуспешните акции на Црвениот крст досега. Од за дарување крв се пријавија 86 ученици и 20 професори. И учениците од Средното општинско училиште Гошови Кентиев ја покажаа својата хуманост. На крводарителската акција, што во организација на Општинската организација на Црвениот крст Кочани се одржа во ово училиште, имаше најдобар одзив од досега спроведените акции. Имаме пријавено околу 86 ученици и 20 невработени. Акцијата досега тече во добро темпо, значи нема забелешки. Трае од 9 часот наутро до 15 часот попладне. Колку досега ученици се одва? Околу 30 сигурно. За како училиште, како институција, како ученици, бројка од 100 крвни единици, значи сосема доволно, што е задоволителна за овие стандарди кои што ги имаме во нашата општина. Акцијата се спроведе во соработка со лекарите од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Акцијата се одвија во најдобар ред, интересот на учениците до сега е задоволителен. Оваа акција се одвија 2 пати годишно, еднаш на пролет, еднаш на есен, уствари зима, нели скоро. Од сите се застапени крвни групи, од 0А, Б, не би знал да кажам која Има и неколку и негативни крвни групи што се доста ретки, така да благодарност на тоа ќе помогнеме некому. Освен учениците, крв даруваа и околу 20 на професори од Средното училиште. Соновни патеки е насловот на годишната изложба на Сдруженијето на уметници што беше отворена во галеријата Венеција во Виница. Сдруженијето функционира веќе 10 години и уметниците своите дела еднаш годишно ги презентираат пред јавноста. 7 различни автори, 7 различни перцепции на нашето обкружување, рефлектирани низ боите на уметноста, 10 година поред функционираат како Сдружение на уметници Сите творати креираат во различни услови и на различни места, некои надвор од државата, но секогаш наоѓаат простор и време делата да ги конципираат во заедничка изложба и своето творештво да го презентираат барем еднаш годишно пред своите сограѓани.
Јубилејот 10 години постојање го одбележаа со отворање на изложбата Соновни патеки, во која сите 7 автори понудија мал дел од својот најнов творечки опус, вклучувајќи и дела од неколку млади уметници и студенти. Гордана Вринцовска, Катица Алексова, Дарко Богданов, Сонја Димитрова, Иво Пецов, Дејан Спасов и Миливој Симеонов се членовите кои со своите дела го одржуваат здруженијето, а се поактивни се и новите таленти Маријана Иванова, Гоце Стоиловски и Весна Ничевска. Уметничките дела на увид на јавноста ќе останат во следните неколку дена во просториите на галеријата Венеција, пошто ќе бидат изложени и низ други градови како и во соседна Бугарија. И за крај информацијата од спортот. Кочанските гимнастичари викендов ќе патуваат за Нови Сад како учесници на меѓународен меморијален турнир. Гимнастичарите на клубот за гимнастички спортови Кочани продолжуваат со активностите на меѓународен план. По гостувањето во Бугарија на турнирот во Благоевград пред 2 недели, викендов тие повторно ќе патуваат во странство, овој пат во Нови Сад, Република Србија. Тричлената екипа ќе учествува на меморијалниот турнир Лаза Крстик, на кој се најавува учество на клубови и национални тимови од повеќе европски земји, како и од африканскиот континент. Според информациите од раководството на клубот, нашите гимнастичари ќе настапат во машка и женска категорија и ќе се потрудат и покрај силната конкуренција да се представат во што подобро издание и да освојат некој од признанијата. Инаку во Нови Сад екипата на Кочани ќе настапи самостојно, а не како национален тим, со оглед што трошоците за патувањето и престојот на турнирот го плаќаат сами. И покрај барањата, од Македонската федерација за гимнастички спортови тие не добиле никаква поддршка. Толку во овие вести, повеќе информации на kanal8.mk. Довидување.